Влијанието на ниските температури и врнежите од снег кои деновиве го зафатија Балканот се почувствуваа и во Македонија. Промената на времето и ниските утрински температури се критични за овошките. Според Ванчо Митев, председател на Совет за земјоделци од регионален центар Струмица, струмичките земјоделци преземаат различни мерки за заштита на културите кои ги одгледуваат. Тој вели дека времето како фактор никој не може да го контролира, а големо влијание врз земјоделските култури секако имаат и екстремно ниските температури зимава. Ние сме спремани за тие работи, ги засенчуваме оранжериите од изгореци со мрежи, со кал, со вар и така да нема проблем на това поле, значи. Па видејте, ние сега имаме минус 25 степени екстремни поларни зими ова година, каде што дел од зелката беше расадена. И тука ќе има уштетување, меѓутоа сум оптимист, сега времето е добро, дека покасната зелка ќе биде квалитетна. Има, значи, времето е фактор и одлуките на природата никој не може да ги контролира, така да и земјоделците. Тој вели дека земјоделците мораат да ги заштитат своите посеви за подоцна да им бидат исплатени и штетите кои ќе ги претрпат како резултат на временските услови и да ги користат сите мерки кои им ги нуди владата. Ја мислам дека и само апелираме ние да се осигуруваат посевата. Од тука, значи, треба да кренеме, да видиме колку е позитивна таа мерка што се избори и ние да даде државата 60%, значи, субвенции да осигураш нешто. И таа мерка е и така како добродојдена за земјоделците, 60%, значи, субвенцијата државата ја плаќа да се го осигураш производството и да ти биде заштитено. Агрометеоролозите предупредија дека и викендов се очекуваат ниски температури, кои особено можат да бидат катастрофални за овошјето и виновата лоза.